рамки на втората фаза на европската иницијатива Build Up Skills, или во превод градење на капацитетите на градежниот сектор и градежните компании за примена на енергетската ефикасност во градби, која има за цел подобрување на квалификациите и вештините на градежните работници за зголемена енергетска ефикасност. Во Македонија во тек е реализација и имплементација на клучната фаза од овој проект, а тоа е препознавање или верификација на претходното знаење и вештини за енергетска ефикасност на градежните работници. Во таа насока објавен е повик за пријавување на кандидати за препознавање на претходно знаење и вештини за енергетска ефикасност, и тоа за следните занимања: фасадери, кровопокривачи, столари, инсталатери на грејење и ладење и вентилација и инсталатери на електрични инсталации. Пријавувањето на кандидатите кои поседуваат знаење и вештини, стекнати со неформални обуки или работно искуство во градежниот сектор, ќе трае до крајот на октомври 2015 година и ќе потикнуваме градежните компании да ги пријават своите работници кои веќе имаат стекнато искуство и образование, и градежните работници да се стекнати со сертификат за поседување на знаење и вештини за енергетска ефикасност, кој ќе потврди дека се обучени да ги применуваат принципите на енергетска ефикасност во градби. Предмет на препознавање ќе бидат искуствата, знаењата и вештините кои се во насока на утврдување на стручните квалификации на кандидатот за едно од 5 погоре споменати занимања, за кои веќе проектниот тим ги разви или надгради постоечките стандарди на занимање и ги утврди потребните стручни компетенции за истите. Во рамки на Европската Унија, Европската комисија го промовираше овој процес на препознавање на претходно стекнато знаење и искуство, значи ова е новина и во самата Европска Унија, поставувајќи ги процедурите на препознавање во Европската агенда за модернизација на образованието. Еден кандидат, значи еден градежен работник, може да се пријави сам или компанијата да го пријави за препознавање на знаење и вештини за енергетска ефикасност за едно или повеќе од горе наведените занимања, што значи дека градежните работници може да се стекнат со сертификат во едно од 5 занимања кои веќе претходно ги утврдивме во рамки на нашите анализи као неопходни за градење на градби со енергетска ефикасност. Кои се условите кои треба да ги има кандидатот? Значи да има барем најмалку завршено основно или средно образование, подсредно образование, тоест мајсторски испит со 5Б степен на квалификација, или 4-годишно средно техничко образование со 4 степен на квалификација, или пак 3-годишно стручно образование со 3 степен на квалификација и да има најмалку 5 години работно искуство, односно занимање за кои се бара сертификат од кои најмалку 2 години во спроведување на мерките за енергетска ефикасност. Сертификатите кои ќе ги добијат самите градежни работници ќе ги издава сертификационо тело во рамки на проектот Обука за градежни работници или Build Up Skills. И сертификатите ќе имаат важност во рамки на самиот проект во Македонија, во Хрватска, во Словенија и Грција, како и земјите учеснички кои се дел од оваа иницијатива Build Up Skills на ниво на Европска Унија. Тоа се останатите 27 европски земји. Дополнително, сертификатите ќе бидат препорачани од страна на проектот за отпочнување на процедура за нивна верификација од страна на Центарот за образование на возраст. Во таа насока, еден од партнерите во проектот покрај Стопанската комора на Македонија и Центарот за образование на возрастни, како клучна државна институција која има задача сите овие модели кои ги развиваме во рамки на проектот понатаму да се стават во функција на самата држава. Повеќе околу тоа би сакала да ја дадам збор на господја Линдита Керими, директор на Центарот за образование на возраст. Конзорциумот за реализација на проектот Обука на градежните работници за енергетска ефикасност и Центарот за образование на возрастни. Клучната улога на Центарот за образование на возрастни е во организирањето на состаноците во кои фокусот е ставен на препознавањето на претходното стекнато знаење на градежните работници. Исто така, Центарот е одговорен и за процесот на мониторирање во текот на реализација на обуките кои ќе ги вршат останатите партнери во 5 области што ги спомнаа колешката од Стопанската комора. До сега, значи, во изминатиот период беа обучени 200 тренери кои ќе ги реализираат обуките за градежните работници во овие области.
така улогата на Центарот за образование на возрастни е да ги обезбеди сертификатите за кандидатите кои ќе бидат обучувани од страна на овие обучувачи. Во рамките на проектот обука на градежните работници за енергетска ефикасност за процесот на препознавање на претhodно знаење им се дава можност на работниците кои имат стекнати искуства, вештини и знаење, но немат сертификат за да го докажат своето знаење, да се здобијат со сертификат, со што би се зголемила нивната конкурентност на пазарот на трудот. Исто така е битно да се истакне дека сертификатите со кои ќе се стекнат градежните работници ќе бидат со иста важност како и сертификатите издадени после посетување на соодветна обука. Она што е значајно да се напомене дека сертификатите освен во Македонија ќе имат важност и во Хрватска, Словенија и Грција во рамките на Build Up Skills иницијативата. За целокупниот процес за спроведување на препознавање ќе биде одговорно сертификационо тело во рамките на проектот. Исто така како партнер во овој проект се надеваме дека ќе стигнеме успешно да го закружиме проектот кој треба да заврши во февруари 2016 година и потоа останува на Центарот за образование на возрастни овие обуки, овие програми да ги внесе во процесот на верификацијата за да може истите програми потоа да се користат и за други кандидати кои ќе бидат заинтересирани кои се дел од градежниот сектор. Благодарам. Почитувани медиуми, како што беше претходно веќе спомнато, една од целите на денешното обраќање на јавноста е промоција, првична промоција на еден процес кој што во Македонија е нов, а тоа е процесот на препознавање на претходните знаења и вештини. Иако е вообичаено знаењето да се стекнува главно во формалниот процес на образование, кој што е организиран, планиран и со јасно дефинирани цели и резултати од учењето, сепак сведоци сме дека во секојдневието, секојдневно, како во неформалните обуки кои што ги следат студентите и граѓаните, така и во неформалното образование кој што се состои од сето она што луѓето го стекнуваат во текот на секојдневниот живот, дома, на работа и од искуството, е знаење кое што треба да се вреднува и цени. Иако ова знаење стекнато во неформалното образование е недоволно разбрано, а оттаму и не може да биде мерливо и вреднувано, сепак неговото постоење е значително. Свесноста за тоа во Европа, особено во западните земји, е зголемена во последните децении, поради што се тежи за изработка на модели за препознавање на знаењето стекнато во информалниот процес на образование. Во таа смисла и во рамките на нашиот проект, Факултетот за електротехника и информацијски технологии ја имаше задачата да оформи модел и да развие систем за препознавање на информално стекнатите знаења и вештини, конкретно на градежните работници од 5 занимања за кои што веќе стана збор. Во рамките на проектот е развиена методологија, односно целосен документ кој што го дефинира целиот процес на препознавање, која што е изработена врз основа на ISO стандардот 17024, кој што е стандард за сообразност, односно за оценка при сертификација на кадри, со што се овозможува и препознатливост понатака на развиениот материјал, односно на методологијата и во европски рамки. Врз основа на методологијата е оформено сертификационо тело во рамките на проектот кој што ќе го води целиот овој процес на препознавање на информално стекнатите знаења и вештини на градежните работници. И исто така се дефинирани етапи кои што лесно може да ги следат сите кандидати кои што ќе бидат заинтересирани да се впуштат во овој процес. Една од клучните етапи е и она што е тековна етапа, етапата која што ја нарекуваме информација, при што се пренесуваат информации за тоа што представува овој процес на препознавање, промотивна кампања за препознавањето како процес и е објавен во рамките на оваа етапа првиот повик за пријавување на кандидати за сертифицирање на нивните знаења и вештини. После завршувањето на оваа фаза ќе следат фази на евалуација, односно оценка
на пријавените кандидати која што ќе се изведува, која што ќе изведуваат стручни комисии кои што ќе се состојат од веќе сертифицирани тренери оспособени да го спроведат овој процес на препознавање и кои што претходно ги помина обуките организирани во рамките на проектот Build Up Skills. При оценувањето на компетенциите на кандидатите ќе се води сметка како за нивните теориски знаења, така и за практичните знаења, а исто така ќе бидат вреднувани и годините на искуство кои што тие ги имаат поминато на своите работни места, посебно практицирајќи ги мерките на енергетската ефикасност. Нешто повеќе конкретно за повикот, јас би сакала да каже и нашиот колега од проектниот тим, господинот Ристо Иванов. Повикот за пријавување на работници е веќе објавен на 21. август 2015 година во дневниот весник Нова Македонија, исто така објавен на веб страната bet.mk. Трае до 30. октомври 2015 година и нашите очекувања се дека некаде околу 2000 работници ќе поднесат пријава за препознавање на нивните вештини. Причината е што според нашите анализи некаде околу 4000 работници во последните 3 до 4 години поминале низ некакви форми на обука за енергетска ефикасност, било да е тоа градежни материјали или да е стекнување вештини за изолација и така натаму, и сметаме дека околу половина од нив би биле пријавени, а исто така ова се должи на веќе искажаниот интерес на градежните фирми дека би сакале нивните работници да го поминат овој процес на препознавање на вештините за енергетската ефикасност. Меѓутоа, морам да напоменам дека до 30. октомври нема се чека, бидејќи ќе постојат периоди на секои 10 дена, она што ќе биде пријавено да го отпочне процесот на препознавање. До сега, околу 100 пријави имат пристигнато и не можам само да кажам по кои занимања, бидејќи не се обработени, значи веќе 10% од она што е планираниот број за препознавање е остварен. Купниот број според проектот е 1000 работници да го поминат процесот на препознавање. При тоа, можните резултати од препознавањето за работниците би биле веднаш со поднесување на пријавата со соодветни докази да се утврди дека може да го добие сертификатот како резултат на искуството што го имал и приложените докази. Вториот резултат би бил дека има потреба од интервју или тестирање. И третиот резултат од препознавањето би било дека не може да добие сега сертификат, туку ќе мора да помине дополнителна обука за да може да го стекне тој сертификат. И според нашите очекување, овој процес би завршил некаде до декември 2015 година, а истовремено за оние што ќе не можат да го поминат овој процес, проектот предвидува 5 обуки, тој во декември, и тие обуки се влезени во програмата на Агенцијата за вработување како пилот проект за обука на работници за енергетска ефикасност. На тој начин, во рамки на овој проект ќе имаме обезбедено 20 обучени инструктори за подготовка на обучувачи за тренинзи за енергетска ефикасност, 200 тренери за испорака на обуките и се надеваме 1000 работници со верифицирани занимања. Пријавувањето може да биде директно до комората, може да биде до партнерите на проектот или може да биде до сертифицираните тренери во рамки на проектот. Секој од тренерите истовремено е оценувач и евалуатор и како резултат на тоа сметаме дека голем број на пријави ќе пристигнат, а меѓутоа во рамки на проектот ќе поминат само 1000 работници, односно процедурата за препознавање ќе поминат само 1000